Македонски патни исправи со туѓо име добивали припадници на ИСИС. Во продолжение на аферата мафија, опозицијата открива дека македонски пасош со туѓ идентитет добили Фитим Дема. Тој во Косово се бара за издржување казна затвор поради учество во терористичка група и странска војска. Во февруари 2019 година тој бил уапсен на пристаништето во Валона во обид со македонски пасош со трајект да избега во Бриндизи, Италија. Во Сирија бил познат како еден од најблиските соработници на Јавдрим Мухаџери, еден од најпознатите членови на ИСИС и на оваа терористичка организација од регионот. Фитим Дема бил баран за издржување на затворска казна за учество во терористичка група и учество во странска војска од страна на судот во Приштина. Во март 2018 година им побегнал на косовските власти и во 2018 година исто така успеал да извади македонски пасош со лажен идентитет. Милошовски предупредува дека спасовски зајав ја претвориле Македонија во логистички центар, каде што оние кои имале намера да му избегаат на Интерпол или на нивните држави добиваат прибежиште кај нас и бесплатна лажна исправа за да можат да се заштитат. Давањето на македонски пасоши на лица припадници на ИСИС како терористичка организација не само што ја загрозува безбедноста на Македонија и регионот, туку ги загрозува и интересите на сите земји членки на НАТО и на Европската Унија. Ваквото делување не можело да помине без знаење на највисоките раководни структури во МВР. Инаку покрај Дема ВМРО ДПМН последниот период објави повеќе имиња на познати регионални европски криминалци и наркобосови кои добиле македонски пасоши како што Серат Пекер, Јован Вукотиќ, Валет Исах Мајс, Флоријан Мусај, Стефан Ѓукиќ и Луи Волина. Опозицијата бара одговорност од највисоките структури во власта, но засега за случајот паднаа само вработени во пасошкото одделение во МВР. За некои од нив јавно се сведок дека биле блиски со министерот Спасовски. На социјалните мрежи кружат и фотографии кои покажуваат близко со лица од власта. Засега за овие дилеми нема било какви одговори.